Викендот кој следи ќе го поминеме во знакот на 1 мај, меѓународниот ден на трудот, бидејќи станува збор за уште еден продолжен пролетен викенд и можност да се патува повеќе од вообичаеното. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со неколку кратки совети и потсетувања за сите учесници во сообраќајот, за сите кои планираат да отпатуваат на продолжен викенд или на некое подалечно место. Републичкиот совет најпрво им советува да го проверат своето возило пред да тргнат на пат. Оние кои патуваат на поблиски излетнички места најчесто ги користат локалните и регионалните патишта и треба да имаат во предвид дека освен возила на овие патишта има голема фреквенција на велосипедисти, мотоциклисти, но и пешаци, а не ретко се среќава и движење на животни. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелираат за внимателно управување на возилото, особено низ населените места, како и прилагодување на брзината кон условите на патот. Неизоставен дел од првомајските прослави е алкохолот. Управувањето моторно возило под дејство на алкохол е една од водечките причини за предизвикување сообраќајни незгоди со фатални последици и една испиена чашка алкохол влијае на возачките способности. Републичкиот совет постојано советува и апелира за одговорно возење без консумирање на алкохол. Временските услови исто така се од особена важност за безбедното учество во сообраќајот. Според најавите од метеоролозите, времето ќе биде променливо, па не е исклучена можноста пролетното сонце да го прекријат облаци и врнежи од дожд. Променливото време предизвикува главоболки, раздразливост, поспаност и омалаксаност, кои можат да влијаат врз расположението на возачот, да го оттргнат вниманието од патот и целосно да ги дефокусираат возачите. Многу пати недостатокот на концентрација е исто толку опасен како возењето под дејство на алкохол. Во оваа насока од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата советуваат секое патување да биде добро испланирано, да се вози наспано и одморено и потсетуваат дека на секое патување најважно од се е да се стигне здрави и живи до саканата дестинација.